Тоа беа информациите од Велес, а во студиото разговарам со мојот гостин, доктор Драган Кочински, раководител на оддел за епидемиологија на заразни заболувања во Институтот за јавно здравје. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. За да влеземе во разговорот, би сакала првото прашање да ми биде што представува недела на имунизација и која е нејзината главна порака со оглед на тоа дека и целата тема денеска е посветена на оваа недела. Така, значи, оваа година се навршува 20 години всушност од прв пат кога се воспостави Европската недела на имунизацијата. Оваа година е од 19 до 25 април под мотото "Вакцините делуваат за секоја генерација". Која е поентата, што сака да каже е всушност неделата на имунизација? Сака да одбележи, да го нагласи влијанието на имунизацијата во спасувањето на животи, односно спречувањето на заразните заболувања, и исто така да нагласи дека вакцините се тука децении уназад и дека всушност спасуваат животи, се безбедни и ефикасни и ја обликуваат нашата иднина. Имунизацијата се смета за едно од најголемите придобивки на модерната медицина. Зошто е важна? Не само за поединецот, туку и за целото општество. Така, значи вакцините се всушност едни од нешто што медицината најголема достигнување го има направено, посебно во јавното здравје, превентивната медицина. Тие имаат многократно значење, пред се за спречување на појава на болести кај луѓето и на последиците кои после тоа се јавуваат како компликации, хоспитализации и смрт. Исто така тука можеме да кажеме дека се всушност со еден мал трошок се инвестира во она што го спомнав сега пред малку за спречување на тие компликации и хоспитализации кои всушност го оптоваруваат понатаму здравствениот систем. Секако тука е и спречувањето, односно намалувањето на антимикробната резистенција, односно со намалување на бројот на заболени од некои заболувања се намалува и потребата од користење на антибиотици, што доведува до антимикробна резистенција и влијанието врз колективниот имунитет. Велиме, вакцинацијата не е важна само за личниот, туку и за колективниот имунитет. Па би сакала да објасниме малку повеќе што значи колективен имунитет и зошто тој е толку важен или клучен, би рекла. Така, тој е важен и клучен, иако доста оспоруван е колективниот имунитет како термин. Сепак тој представува еден заштитен штит, така да речем, односно колективниот имунитет представува една состојба кога има доволен број на вакцинирани луѓе кои понатаму доведуваат до тоа да не може патогенот да се шири помеѓу популацијата. Тоа ги заштитува оние луѓе кои што не може да се вакцинираат. Не секој може да биде вакциниран. Кој не може да биде вакциниран? Не може да бидат вакцинирани секако тоа се најмалите, децата кои не стигнале до таа возраст од вакциналниот календар за да ја примат вакцината, но тука се и лицата со ослабен имунитет, постарите лица со хронични болести, кои исто е ослабен имунитетот. Всушност, колективниот имунитет е како еден штит за нив, за да не може патоген да стигне и да ги зарази. Да, и веднаш ќе се надоврзам и ќе ве прашам кои се најголемите придобивки од редовната вакцинација кај децата. Најголемите придобивки секако се дека тоа е уште од најраната возраст на детето, се спречуваат сериозни болести кои даваат сериозни компликации понатаму во животот. Тука е колективниот имунитет, спречување на епидемии од заразни заболувања и она што го спомнавме претходно е со еден мал трошок се спречуваат понатамошни економски товари во здравствениот систем. И кога немаме редовно вакцинирање, што е случај последниве години во земјава, тогаш се јавува и голем ризик за целото општество и за сите луѓе кои што живеат во општеството. И ако зборуваме за пат на вакциналниот опфат, колку е голем ризикот во таков случај од епидемии? Верувам дека е навистина голем. Така, значи кога имаме пат на вакциналниот опфат помеѓу населението, доаѓа до зголемување на ризикот од појава прво на заразна болест, а потоа и на епидемија од заразна болест. Колку е поголем падот на опфатот помеѓу населението, се натрупува се поголем и поголем број на осетливо население, односно неимунизирано население, и тоа ја зголемува можноста да
еден човек, на пример, со мали сипаници, влезе помеѓу осетливо население, ќе зарази 12 до 18 луѓе во еден момент. Така да носи ризик од веднаш да се појави епидемија од тоа заразно заболување. Вакцинацијата започнува од самото раѓање на единката и во текот на растот и развојот, и затоа многу е важен редовниот вакцинален календар кај децата. Но што се случува ако некоја вакцина се прескокне? Дали постои можност пропуштените вакцини да се надоместат, односно до која возраст можат тие да се надоместат? Редовниот вакцинален календар е внимателно дизајниран да одговара на потребите на најмалите, на децата од нивната најрана возраст и да ги штити од болестите кои што треба да бидат заштитени, кои што даваат сериозни последици по нивното здравје. Не се препорачува прескокнување на вакцини, одлагање на вакцини, но доколку се случи такво нешто од оправдани причини, тогаш постои и во календарот за имунизација дополнителен календар, се кетчап вакцинација, дополнителна вакцинација, кај која што се всушност продолжува таму каде што се застанало со имунизацијата. Тој календар е за децата до 18 години, за ХПВ вакцината до 19, односно до завршувањето на средно образование. Так. Сега би сакала малку да позборуваме за безбедноста на вакцините, но и ризиците кои што може да се појават при вакцинирање. Па би ве прашала кои се најчестите реакции по примање на вакцината и кои се нормални, кога тие се нормални, а кога треба да се побара пак лекарска помош по вакцинација. Значи, при процесот на вакцинација нормално и очекувано е да се јават одредени симптоми, така да речем, кај детето. Тоа најчесто вклучува оток црвенило на самото место на апликација на вакцината, блага температура која може да се јави, разразливост, намален апетит кај детето, кој што се очекува да трае 24 до 48 часа. Сега, доколку симптомите перзистираат, односно траат и понатаму, доколку температурата е 39 и повисока или доколку е повеќе од 2-3 дена, доколку се јават други некои посериозни симптоми, например зголемување на отокот на црвенилото, понатаму појавување на конвулзии или пак јавување на алергиски реакции, тогаш тие се посериозни реакции и се препорачува веднаш да се јават кај лекар. И сега морам да ве прашам колку се ретки сериозните несакани реакции, како се следи безбедноста на вакцините, затоа што тоа е најчестото прашање што си го поставуваат родителите кога треба да ги вакцинираат децата, и кој како одлучува дали една вакцина е безбедна пред да се пушти во употреба. Значи, сериозните реакции се доста ретки. Еден на 100.000, еден на милион за одредена вакцина, за одредена несакана реакција. Ако споредиме со, например, кај малите сипаници појавата на смртност, односно дека таа е 1 на 1000 заболени, драстично се поголеми шансите за несакан исход од заболување, отколку несакана реакција покрај вакцинацијата. Вакцините се едни од најконтролираните и најбезбедните медицински средства, затоа што за една вакцина да дојде до фаза на употреба помеѓу населението, поминува низ доста испитувања, како што се предклинички, клинички испитувања, понатаму регулаторни процедури каде што добиваат одобрување од меѓународни институции, како што се Светска здравствена организација, Европската агенција за лекови, кај нас тоа се Малмед и во соработка со Институтот за јавно здравје, а понатаму исто така постои систем на следење на сите несакани реакции. Така да вакцините се безбедни и се ефикасни и тоа би требало да го знаат сите. Од сето ова што досега го кажавме, всушност им ги даваме потребните информации на граѓаните кои што треба да знаат дека, како што кажавте, ризикот од болеста е многу поголем отколку ризикот од вакцината. И ајде уште еднаш, како би им го објасниле тоа на граѓаните?
Како што кажав сега пред малку, значи за една вакцина да стигне до употреба во популацијата поминува многу студии. Секогаш се зема, ако ставиме на вага ризикот од вакцината и ризикот од болеста, секогаш треба ризикот од болеста да ни е повисок од несаканите реакции. Многу вакцини не стигаат до широка употреба, токму поради тоа што имаат несакани ефекти. Оние што стигаат далекукратно го надминуваат тој ризик и се побезбедни секако за да се примат отколку да се дојде до тоа до природно прележување, природно стекнување на имунитет, односно разболување од самата болест. Оптималниот вакцинален опфат за да имаме колективен имунитет за одредено заболување, колку треба да биде? 90-95%? Треба да биде 95% за да се постигне нивото на колективен имунитет. Секако тоа зависи од вакцина до вакцина, но 95% е посакувано. Меѓутоа, последниве години некако ни паѓа овој вакцинален опфат и морам да истакнам дека една од причините за ваквото однесување, би рекла, на родителите кои се плашат да ги вакцинираат своите деца, се антиваксерството и дезинформациите кои што секојдневно можат да ги прочитаат на интернет и социјалните мрежи. Па кажете ми колку дезинформациите на социјалните мрежи влијаат врз одлуката на родителите да ги вакцинираат децата, или можеби кои се најчестите митови што ги слушате од антиваксерите? Па видете, значи едни од најчестите митови се дека вакцината, посебно МРП вакцината, предизвикува аутизам, што е тотално научно докажано дека не е точно, дека вакцините содржат опасни материи, дека не се безбедни, дека не се контролираат, дека децата се ставаат на премногу вакцини во раната возраст, што реално тие доаѓаат во контакт со многу повеќе антигени отколку што се даваат вакцини, како едни од најчестите митови, во однос на останатиот дел од прашањето, да, опфатот кај нас е за жал под посакувањето од 95%, значи за да се постигне тој колективен имунитет. Во последните години, посебно за време на COVID пандемијата, дојдовме до еден многу низок опфат, пошто се јави, ако се сеќавате, и епидемија во Македонија на голема кашлица. По заздравувањето всушност од COVID пандемијата на здравствениот систем почна да се зголемува и опфатот, но година 2025, извештајот за 2025 е со поразителни резултати, односно за ниту една вакцина, ниту за примовакцинација, ниту за ревакцинација не е постигнат тој опфат од 95%. Да, и сега кога велиме дека не сме на задоволително ниво во однос на вакциналниот опфат, кои вакцини најчесто се одложуваат или се одбиваат? Па, доколку го иземеме податоците од годинашниот извештај, тоест од извештајот за 2025-та, најчесто за примовакцинација најнизок опфат имаме кај МРП вакцината со 62,7%, а останатите варираат од 70 до 80%, значи сепак генерално може да се каже дека се одложува МРП вакцината, но и останатите вакцини исто така се прескокнуваат. И ако досега говоревме за најмладата популација, која што нели од раѓањето во текот на растот и развојот треба да ги прима овие вакцини, би сакала да кажем и колку е важна вакцинацијата за постарата, повозрастните граѓани, кои вакцини се препорачуваат кај повозрастните лица или кај хронично болните, кај кои што исто така имунитетот е на пониско ниво. Точно така, и кај постарата популација се препорачуваат одредени вакцини, како што е, например, вакцината против сезонски грип, која што се препорачува да се прими секоја година. Истата е достапна како бесплатна вакцина за тие што ги спомнувавте, за постарите лица, за хронично болните и за здравствените работници исто така. Понатаму, COVID вакцината се препорачува, одредени препораки кај постарите лица. Понатаму, вакцината против тетанус се препорачува да се прима на секој 10 години.
Исто така е вакцината против хепатит Б, која што се препорачува кај диализните пациенти, кај здравствените работници. Морам да напоменам дека во моментов во Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје се спроведува една акција за бесплатна вакцинација на здравствени работници против хепатитис Б, исто така и за студенти по општа медицина и за студенти по стоматологија. И би сакала да ве прашам кој ќе биде вашиот апел, односно вашата порака до родителите кои се двоумат дали да го вакцинираат своето дете. Како да ги охрабриме и како да им ги дадеме точните информации да знаат дека тоа е најбезбедниот начин да го зачуваат здравјето и да го одржат здравјето на своето дете. Значи, разбирливо е родителите дека го сакаат најдоброто за своето дете. Да. Исто така е разбирливо е дека имаат прашања во однос на вакцините и во процесот на имунизација, но најдобро е секогаш да веруваат на потврдени извори, дека вакцините се безбедни, дека се ефикасни, да не наседнуваат на емотивни пораки за кои ги доведуваат во конфузија, страф од вакцините, кои секогаш се научно неосновани. Најдобро е да разговараат со нивниот матичен лекар, со матичниот педијатар, со лекарот од пунктот за вакцинација, да поставуваат прашања и се додека ги имаат, се додека не им се разјасни, се она што сакаат да го знаат за вакцината и самите ќе увидат дека нема потреба за грижа во однос на здравјето на нивното дете. Исто така мора да се напомене дека вакцинацијата не го заштитува само нивното дете, Точно. дека влијае и на здравјето на заедницата, со што би се заштитиле и останатите околу нив. И всушност јас на крајот од овој разговор ќе упатам апел и до вас, до надлежните институции, не само ова Европска недела на вакцинација, да биде период кога ќе се даваат повеќе информации за да се подигне свеста на населението за редовна вакцинација. Треба во текот на целата година активно да се работи и граѓаните навистина да ги знаат сите детали и сите потребни прашања и одговори, но и ризиците со кои што можат да се соочат, нели, за да можат да ги надминат тие дилеми кои што ги имаат и секако полесно да се одлучат за да ги вакцинираат своите деца. И тоа редовно. Така е. Редовниот календар е тука за да сите да бидеме здрави, да имаме здрава иднина и да се спречат сите понатамошно болести и епидемии. Ви благодарам многу за вашето гостување. Следете будно состојбата во државата и реагирајте онаму каде што треба, се во корист на здравјето на граѓаните и пред се да обезбедиме колективен имунитет и здраво општество.